Здраво, јас сум Горан Теменогов, а вие го гледате подкастот Каде се парите. Сите вие што следите малку повеќе економија, знаете дека трговската размена што ја има Македонија најмногу е изразена со земјите од Европската унија, односно со самата Европска унија. Звезда во таа трговска размена е Германија, каде што остваруваме сериозни пари, односно извезуваме многу, а увезуваме малце помалку. Така што тоа е она милје што се вика надворешна трговска размена на Македонија. Но се менуваат времињата, доаѓаме до нешто што се вика отварање на нови пазари. Тие пазари можеби некога сте ги слушнале, но најчесто од вести, некои работи поубаво се тие пазари, некои не поубаво, но се отвараат и такви пазари. Например, сега ќе зборуваме за пазари како што се Виетнам, Ирак, Туркменистан. Кој би рекол дека македонски компании работат во овие земји, а за овие пазари ќе зборува господинот Коста Котески, инаку тој е еден од луѓето што ги отвараат пазарите во фирмата Реплек и ги освојуваат и соработуваат со тамошни компании. Добре дојдовте. Добар ден, Горан, добре ве најдов. Тоа е. Значи, вие сте еден од оние што работат на вакви пазари. Мене многу ми е екзотично кога слушнав дека македонска компанија соработува со Виетнам. И в првиот момент, тоа е некаде пред половина година, кога слушнав дека се работи со Виетнам, знаев дека треба да ве донесам овде во студио и да направиме еден подкаст, бидејќи многу ме она што се вика заголица ме зачешка, љубопитноста како е да се работи со Виетнам. Првин, од каде идеја дека со Виетнам може да се соработува, што е оттаде на крај на свет за нас што се вика, и од едноставно сосема друго економско и политичко обкружување од оноа што нашите компании се навикнати со работењето со Европска унија. Од каде идеја Виетнам? Така е, Горан. Добро прашање, од каде Виетнам и зошто Виетнам. Бидејќи Виетнам е една од најбрзо растечките економии во делот на Југоисточна Азија, бидејќи Виетнам е фармацевски пазар од околу 7 милиарди долари, што е доста интересно за нас, популација од околу 100 милиони население, млада популација која што постојано се зголемува од година во година. Многу важно, Виетнам е земја која што во последните 10 години има просечен раст на домашниот производ од околу 7%. Многу важно за нас како фармацевска компанија е тоа што предвидувањата на фармацевскиот пазар се дека овој пазар ќе расти со големина од околу 10 до 15% годишно. Што за нас станува доста интересно, а од друга страна па можеби и најважно е тоа што виетнамската влада инвестира многу во подобрување на здравствената инфраструктура, во подобрување на квалитетот на третманот кон пациентите, кон конзументите и секако можност за воведување и доведување на што поквалитетни лекови во државата. Само да напоменам за сите што не следат, Виетнам беше еден од светлите примери заедно со Шведска во справување со COVID-19, со пандемијата, без карантини, туку генерално со една добра примарна здравствена заштита и следење на пациентите, и они се онака шампиони заедно со Шведска и се покажа дека и без стрикни мерки може да се спасат. Станува збор, како што рековте, за 100 милиона луѓе, тоа е тешко да ги ограничиш контактите, плюс тоа се научени да живеат малце во понаселени места, едноставно успеа. Спомнавте брзо растечка. Многу е тешко да се дојде до податоци за вистинскиот бруто домашен производ на Виетнам, од оноа што е, например, Википедија на македонски оперира со 100 милиарди долари, додека, например, книгата на факти на ЦИА вели дека тоа се 400 милиарди долари. И тоа е многу сериозно. Но што начекавте вие? Како воспоставивте контакти со Виетнам? Колку што знам, не сте биле се уште физички таму, но како воспоставивте дека Виетнам ќе биде и пазарот кај што вие ќе се развивате? Така, примерот на Виетнам е доста интересен пример за нас. Она што е многу важно и зошто ние сме на пазарот во Виетнам е од две перспективи. Најпрви, една перспектива многу важна е тоа што целиот тој регион, односно земјите од АСИАН, а тоа е асоциација на земјите од Југоисточна Европа,
станува збор за популација од околу 700 милиони жители, што би рекло во споредено со Европската унија скоро 2 пати повеќе население од Европската унија. Зошто Виетнам? Затоа што Виетнам е добра референца за сите други земји. Зборуваме тука за Индонезија, каде што станува збор за популација од над 250 милиони жители, Филипини над 120 милиони жители, Малезија 35 милиони, Мјанмар е таму со 50 милиони жители, Сингапур, Камбоџа. Така да тој дел станува многу интересен за нас, нели, сега имаме можност нешто што сме го немале 20-30 години наназад, да воспоставуваме релација, односно да идеме во подпишување на договори, се разбира со компании кои што важат за репутативни на пазарот и без апсолутно физички да ги видиме. Односно, сите детали за бизнис соработката можеме да договориме уште пред личната средба. Сега дојдеме до тоа како да верувате. Например, сега искрено кажано, ќе воспоставиме контакти, но како може да се верува, например, дека таа е сериозна компанија, например, во Виетнам? Ние, колку што знам, немаме амбасадор таму, немаме ние поддршка да на лице место да се обратите до амбасадата, например, во Виетнам и да ви проверат што се случува, да најдат во нивни регистри, да ви кажат да овие се сериозни, се плаќаат данок, имаат репутација. Сепак малце вака што се вика онлайн далечински, малце е шкакливо. Како си стекнавте доверба? И на крајот од денот, како оди плаќањето? Ние сепак сме малце далеко од нив. Така е. Важно е многу дека ние како компанија сме веќе присутни на големите фармацевски сајми. Тука би го издвоил најголемиот фармацевски сајм за фармација, CPHI, кој што се одржува еднаш годишно во Франкфурт, Милано или Барселона, во зависност од локацијата. И тоа е место каде што ние најпрви на едно место се сретнуваме со сите наши партнери. Што значи, да, сме го идентификувале партнерот, се уште не сме го посетиле, имаме таа детална анализа на пазарот, меѓутоа ги користиме сејмите таму каде што дистанцата е премногу голема, ги користиме сејмите за да се сретниме, за да се запознаеме лично. Но од друга страна, Виетнам е само единствен пример каде што не сме го посетиле партнерот. Така. Специфика кога првпат слушнав дека со Виетнам, зборувавте дека има специфика на пазарот. Например, знам дека рок за пакувањето, кој што гарантира дека составот на апчето што е во тоа пакување е, например, 3 години за цел свет. Но за Виетнам рековте, првично колку се сеќаваме, 2 години. Зошто е намалено за Виетнам 2, а за цел свет 3? Во фармацијата е многу важно затоа што земјите се поделени во посебни климатски зони. Во овој случај станува збор за зона 4B, која што во фармацијата бара најтешки услови, односно прилагодливост на температурата, а исто така прилагодливост и на влажноста на воздухот. Заради тоа, за да биде посигурни, нели, безбедноста, квалитетот на лековите, одиме во пакувања, испорака на готови производи кои што најчесто имаат рок на траење 2 години. 2 години. И рековте на сајми се среќавате, сте се сретнале со вашите партнери, и како го се доживувате? Има ли разлика помеѓу соработка со партнери што се од Европската унија, од Америка, од Велика Британија, например, и со партнери, например, од Виетнам? Каков е односот? Баш ме интересира, едноставно на вистина ме интересира како се однесуваат. Љубезни се, отворени, позатворени, потешко се преговара, полесно се преговара. Едноставно како оди таа комуникација? Она што од искуство можем да го пренесам е тоа што секој пазар има своји специфики, односно културата, начинот на водење бизнис во секоја земја е различен. Она што можам да го издвојам за Виетнам како земја и за партнерот како соработка, која што трае подолго време, е тоа што се многу дисциплинирани како народ. На самиот старт на подкастот исто и ти спомна дека во време на COVID тие бе една дисциплинирана нација, една земја која што покажа како треба да се однесуваме заеднички сите, за да на крај имаме добар резултат. Од тој аспект можам да ги издвојам како нација, односно
земја која што ќе се договориш, оние термини што ќе ги договориш, се испочитува. Станува збор за стварно дисциплинирани луѓе кои што едноставно го почитуваат она што е договорено. Многу често, кога ние комуницираме со луѓе од Западот, има една ароганција можеби кај нив кон нас, бидејќи доаѓаме од Македонија, но исто така можеби поизразено е чувството на инфериорност што ние го гајме и доаѓа од Западот, ние дали доволно сме вредни, образовани, упатени, едноставно имаме некакво чувство дека тие што живеат на Западот или бизнисмените што работат на Западот и се некако на едно по-друго, поразвиено ниво. Какво е чувството, например, со Виетнам кога комуницирате? Дали како они нас не доживуваат, а како вие ги доживувате, но пред се они нас како не доживуваат? Сепак ние сме мала земја, Македонија. Така е. Она што можам да го напоменам е дека таа ароганција, што и сам спомена, е веќе нешто што апсолутно се тргнува на страна во тие бизнис релации. Независно од каде е партнерот, дали тоа од Виетнам, дали од Европската унија, дали од некоја трета земја, секој очекува да биде респектиран, секој очекува да биде почитуван, секој очекува да биде сослушуван и мислам дека тоа е многу важно во денешниот свет на водење на бизнис, затоа што Виетнам е можеби еден добар пример од една затворена земја, од едно општество сосема различно пред 20 години и сега, земја која што сега има подпишано договори за соработка со Европската унија, со сите други земји, земја која што е апсолутно отворена кон странски инвестиции во земјата, земја која што преку ноќ од еден затворен систем преоѓа во систем кај што станува доста конкурентен, например, во случајот со Кина. Виетнам како земја го искористија тој недостаток дека производите од Кина се недоволно квалитетни и тој момент го искористија за да многу големи корпорации, типот на Samsung изградат многу фабрики во Виетнам. Значи сега доаѓаме ем ефтини, ем квалитетни. Играат на квалитетот. Сега пред да поминеме на Ирак и на Туркменистан, само уште едно прашање што сакам да го одговориме. Во Виетнам играат и големите компании фармацевски? Точно, да. Сите големи мултинационални компании се присутни на пазарот во Виетнам. Со тоа што Виетнам морам да го издвојам како земја, една друга специфика. Во фармацијата релативно се одвива многу бавно. Се одвива споро, потребно е многу труд, многу ефорт, многу документација, додека се стигне до регистрација на своите производи. Виетнам е пример, например, ако земеме пример дека во некоја земја тој временски период на регистрирање на лековите, конкретно зборувам во фармацевската индустрија, трае 6 месеци до година дена, некаде и 2 години, во Виетнам немаме искуство, како и другите компании, тоа да трае 5 години. Што значи, 5 години ние чекавме за да производите ги регистрираме во Виетнам, за да почнеме со комерцијална соработка. Сега да се навратам на другото прашање, мултинационалните компании. Да, тие се присутни и тие можеби ги користат и оние други бенефиции. Например, секоја земја во фармацевската индустрија постои листа на, тоа е 21 земја кои што има, да кажам, поовластени услови за регистрација, односно доколку производот доаѓа од Америка, од Обединетото кралство, од Англија, од Швајцарија, Германија, Австрија, Данска, Норвешка, Канада, Јапонија, 21 земја во тотал, тоа што ги има тие олеснувања, односно тие мултинационални компании кои што доаѓаат од тие земји, кај нив е многу пократок временскиот рок на регистрација на лекови. Што од друга страна, за нас како компанија од Македонија, нели, потребно да се вложи, викам, 10 пати повеќе труд во споредба со другите компании, 10 пати повеќе енергија, повеќе работа, но на крај успехот е многу посладок, односно задоволството е
поголемо кога успеваме на таков пазар. Сега зборуваме за пазар од 7 милиарди со големи компании. Како вие се решивте да се тепате, условно кажано, да се надпреварувате на таков конкурентен пазар? Не е тоа значи некој бришан простор, само вие да сте се присетиле и да бидете први што го трасирате патот, па да нема други, туку едноставно со сериозни големи играчи. Како се решивте да играте во такво милје, бидејќи тоа е, ајде да кажеме, ако игра прва лига, не дека ние Македонија не сме за прва лига, но ние сме малецки, реално сме мала држава и реално на нашата фармацевтска индустрија, иако има огромен потенцијал и тоа треба да биде едно од насоките каде што државата би требало да се развива, сепак е во многу далеку помала во однос на овие големи компании. Па така што доаѓаме до тоа прашањето, како е да се рвете на терен со таквите компании? Она што е важно, за нашата компанија ние го поседуваме тој сертификат, GMP сертификат, односно сертификат за добра производна пракса, кој што е издаден од Европската Унија. Како компанија, Реплекс сме стара компанија од 1945 година, но фабриката е од 2001 година, што значи релативно сме млади, споредено со другите мултинационални компании. Но ги имаме сите оние сертификати, зборуваме за сертификати кои што ги потврдуваат највисоките стандарди во фармацевтската индустрија. Тука можам да кажам дека сум горд на нашата компанија и на нашите вработени кои што по 4ти пат се ресертифицираме со тој сертификат од Европска Унија за добра производна пракса. Тој сертификат ни е на некој начин виза за да влеземе во Виетнам и во сите други земји во светот. Значи, ајде за сите оние што се евроскептици, само да им покажа, да ги подсетиме дека Европската Унија, она што го кажавме, најголем трговски партнер на Македонија и ние сме у суштина сертифицирани и лиценцирани да се бориме на најголемиот и најмотниот пазар, а тоа е на Европската Унија, и ако сме сертифицирани како компании од Македонија се сертифицирани, после тоа ни се отвараат патиштата низ целиот свет. Само треба некој да изработи да ги изработи контактите. Сега доаѓаме до рековме дека работите и со Ирак и со Туркменистан. За Туркменистан буквално ништо не знам. Читав колку може да се прочита, скудни се информациите, а за Ирак, она го знаеме, прво што ќе го слушнеме, она што го слушавме на вести, небезбедно е, таму животот е најевтин, а вие соработувате односно работите, имате пазари отворено. Првен, како уопште дојдовте до тоа, се чувствувате ли безбедни како компанија да работите, например, со Ирак и дали има некоја нормалност во, например, во плаќањето? Добро прашање и наплатата дефинитивно е една тема која што е многу важна во тие бизнис релации, затоа што на крај на денот сите проблеми потенцијални што настануваат би настанале преку наплатата, доколку нештото не е наплатено или доколку се касни со исплата. Ајде вака, пошто ми поставивте две прашања, Ирак и Туркменистан, би ги издвоил малку, затоа што и двата појасно ни е за Ирак да зборуваме. И двата пазари имаат своји специфики. Ирак веќе сме 10 години присутни на тој пазар. Она што е многу важно, да, постоело скептицизам на почеток, постоело ситуација каде што не се чувствуваме безбедни, што ќе се случи, што ако, но сме успеале да го издржиме тој притисок на почеток и со задоволство да кажеме сега дека сме меѓу 30 најголеми мултинационални компании, фармацевтски компании на пазарот во Ирак. Или пак број 1 компании од Балканот со најмногу продажба на пазарот во Ирак. Нашиот партнер од Ирак пред 10 години започнал со 5 вработени, сега во моментов имаат 1500 вработени и токму тоа е убавината на бизнисот, кога двата партнери, кога двете компании растат заедно преку спроведување на нови проекти. Да се навратам на претходното прашање за спецификите на пазарот, ние како компанија сме развиле производи од старт, од почеток до крај, само за пазарот во Ирак. Што значи дека сме ги слушале потребите кои што се на пазарот, сме ги слушале перспективите кои што настануваат на пазарот и на некој начин сме изгледале како вистински бизнис партнер на моменталниот компанија во Ирак. Она што е важно е
10 години Ирак, сум бил повеќе од 5 пати во Ирак. Да, безбедно е, бар тој период додека сум бил јас таму, да. Ирак пред 10 години, Ирак моментално сега се комплетно две различни земји. Најверојатно сите тие земји го следат примерот на Дубај и начинот на кој што се развиваат сите тие земји од Блискиот исток, едноставно. Да, зборуваме тука за земја за Ирак која се подготвува околу 230 милиарди долари има БДП. Тоа не е населена многу голема држава, не е со многу население, има нафта се, но и сериозен бруто домашен производ. И ме заинтересиравте кога се подготвувавме, рековте специфични производи. Што значи во формација специфични производи? Например, едно е сертифициран лек во Европската унија и после со тој сертификат може да се отиде во Виетнам и да се прифати како Европска унија и не треба да се чека веројатно долго за да се сертифицира во Виетнам, например, или во друга земја кој што ги прифаќа стандардите на Европската унија. Но овде станува збор за некои лекови што не се сертифицирани во Европската унија, односно го немаат тоа пемпеле дека се европски лекови, но специфични. Што значи тоа? Кој е прилагодувањето? Да ми објасните. Така. Ајде да пробам да објаснам на наједноставен начин. Например, се јавува потреба во Ирак од некоја комбинација на два антибиотици. Пример, ципрофлоксацин и орнидазол. Тоа е нешто што ние како компанија можеме да го развиеме, тоа е нешто како компанија не можеме да ставиме на стабилност, да докажеме дека производот е по сите стандарди, а тој производ се уште да го нема во Европа. Што значи, можеби постојат една или две компании, дали едната од Турција или од друга земја, кои што го произведуваат тој производ и реално побарувачката на пазарот во Ирак наметнува потреба од тој производ. Ние како компанија сме флексибилни и нели доволно имаме знаење, експертиза за да тој производ уникатен за пазарот во Ирак го развиеме кај нас во Реплек. Зошто големите тоа не го користат? Зошто не ви упаѓаат во вас и оставаат една мала компанија од Македонија да прави бизнис кога може големите, природно е, да го преземат тоа и да доминираат на пазарот? Па јас се надевам дека никој нема ни да го слушне овој разговор од нив да. Добро, окей. Да, ќе дојдеме до тоа кој треба да го слушне. Муабетот не е ова само да си зборуваме за пазарите, туку има и проблеми во се во ова и треба да зборуваме малце што како компанија, но и како фела, односно како сектор да треба да помогне државата, но тоа малце подоцна. Значи Ирак работите, специфични сте. Ми спомнавте и дека бараат на пример маркетиншки да се разликуваат на пример од од останатиот дел од светот. Значи не приоѓате маркетиншки на ист начин. Да, секој пазар своја специфика, своји побарувања. Она што е за нас како компанија важно е да прилагодиме, нели, тоа што партнерот го очекува да го прилагодиме на нивните барања. Ирак е интересен по тоа што тие сакаат да користат силни бои. Нормално, пакувањето мора да биде на арапски јазик, дизајнот да биде според нивните критериуми, така да тука работиме заеднички да го идентификуваме и да го направиме производот во што е можно најдобро светло. Значи да биде джиджен и да биде јарко, силно да бидат обоени добро. И сега доаѓаме до најмалце познатата земја и мене најмалце познатата, верувам и на поголемиот дел од нас што не следат, знаеме само дека порано била дел од Советскиот сојуз, некако е во сенката на големиот Казахстан, едноставно Туркменистан е релативно непозната дестинација за нас, обичните граѓани, а верувам дека исто така непознаница и за добар дел од бизнис заедницата. Хајде, како ви дикта Туркменистан? Мислам, први идејата и што најдовте таму, едноставно. Така, Туркменистан може би е и добар пример да се покаже дека не постојат лимити, не постојат граници во бизнисот, апсолутно. Секој пазар има свој потенцијал и реално треба да се најде вистинскиот пат како да се стигне на тој пазар. Јас можам да споделам лично искуство кога сум го посетил Туркменистан и сум се нашол во ситуација каде што телефонот нормално не работи, интернет нема и апсолутно ти си исклучен од секаква комуникација со светот. За среќа имаме колешка која што доста добро
ја разбира културата и го знае јазикот во Туркменистан и онаа првична комуникација беше остварена на еден вистински професионален начин, за да сега сватиме, нели, после соработката дека тоа се луѓе кои што се многу блиску на нас по култура, по смислата за хумор е слична, едноставно многу се слични на нас. И покрај тоа што се далеко од нас, и покрај тоа што живеат во некој затворен систем, систем на бирократија, режим. Меѓутоа, ние имаме, можам да кажам, за сега одлично искуство со тој пазар, веќе 30 производи ги имаме на пазарот, зборуваме за прва година од старт на соработка со некој турновер обрт од околу €1.000.000, што веќе тие постануваат 2-3% од целиот извоз на нашата компанија. Што е за почит и пазар каде што дефинитивно гледаме перспектива. Што е многу важно за сите овие пазари, можеби заедничко и за Виетнам, и за Ирак, и за Туркменистан, е тоа што се инвестира многу во инфраструктура. Земјите изгледаат различно. По самата обиколка на градовите ќе сватиш дека нешто се случува, дека има промени во овие земји. И тие промени се нормално секоја година на попозитивна. Значи светот трча у суштина веќе. Нема веќе зафрлени места кај што ќе отидеме и ќе не гледаат бизнис овде не вирее. Сите трчаат бизнес за да вирее, за да се врти и бизнисот. Точно. Значи Туркменистан, интересно. Како функционирате без телефон и без интернет? Мисля, баш ме интересира. Како е чувството? Тоа значи дека нашите телефони не функционираат таму, меѓутоа сепак нивниот систем, тие може да го користат интернетот, нивни, меѓутоа ние немаме пристап до нивниот интернет. Да. Она што е многу интересно за Туркменистан, јас првпат го сретнувам во животот, е тоа што никој од населението, никој не плаќа за струја, никој не плаќа за вода, никој ги нема тие трошоци, а добиваат некои како тие ги нарекуваат некои квоти за бензин, за нафта. Така да апсолутно семејствата, луѓето немаат никакви трошоци кон државата. Сигурно не ви се трошат лекови за смирување. Тоа не поминува, сигурно за некои други лекови се трошат, бидејќи вака како што гледам, нема зошто би се нервирале, па да ја пијат лекови за смирување. Така е, да. Нашето портфолио во Туркменистан покрива повеќе терапевски групи, но можеби лековите за смирување не се во... Да, добро. Океј, ова не правиме реклама на компанијата, туку правиме за нешто интересно што мене чисто човечки, но и новинарски секако ми е интересно да зборувам за земји кои што ретко имам шанса, се надеваме и сите што не следат, ќе може да доживеат дел од таа комуникација на наш бизнис со други земји, па може и некој што бизнисмен што гледа, ќе се охрабри и да почнат да размислуваат и другите компании да освојуваат вакви пазари. Исто така, само да напоменам сега, сите компании што имаат вака поекзотични дестинации, како што се Виетнам, може да ми се обратат. Мојата мејл е gotemenugov@gmail.com, ќе го видите, ќе биде испишан, да ми кажат дека имаат соработка со некои поекзотични дестинации, па ќе правиме подкасти со другите компании, бидејќи сепак ова е наменски за бизнис подкаст, така што ќе имаме простор да зборуваме. Но доаѓаме до нешто што не е така се бајново, не се е така волшебно и се така мирно, а тоа е поддршката за развивање на бизнис, односно дали доволно државата не ве следи вас како бизнисмени, како фела, како сектор за настап на вакви пазари. Например, знам дека во Ирак многу пати се случувало ирачани да имаат проблем да дојдат во Македонија. Веројатно од Туркменистан, ако сакаат да дојдат, не знам кај би се обратиле, во која амбасада, ако треба визен режим, ако имаме да дојдат тука. Во Виетнам исто така спомнавме дека колку што знам немаме амбасада, најблиската веројатно е во Пекинг во Кина, така што генерално немаме амбасади, а развиваме бизнес релации, но исто така многу е тешко да се дојде од тие земји кај нас заради визниот режим. Дали се среќавате реално со овие проблеми и имате ова ви представува пречка што Македонија нема добра дипломатска мрежа? Она што би можел да го извам најпрвине е дека како компанија имаме навистина одлична соработка со нашите институции
владини институции или како да ги наречеме амбасади или конзулати. Тука би можел да ги издвојам Истанбул, Анкара и Казахстан, можеби места каде што имаме најмногу потреба од посета во моментов на партнери. Партнери, но исто така и група на доктори. Сега, можеби таа бројка може да изнесува и над 100 доктори во текот на годината, но што е многу важно? Многу важно е од една страна имаме одличен прием, одлична соработка со нашите амбасади, но од друга страна мораме да бидеме реални дека таа процедура е доста сложена. Што значи? Доколку доктори сакаат да не посетат, пример, ако земе Мирак, тие мора да отидат еднаш да аплицираат и уште еднаш да ги подигнат визите. Тоа е, нели, Два пати да патуваат до Анкара, до Истанбул, така, или Анкара, да, што нели ги оттежнува условите. Многу докторите се откажуваат при посетата. Едноставно тука имаме нешто каде што како земја, реално гледано од бизнис перспектива, би можеле да работиме на доста поолеснување во тој визен режим. Што би било, што би ви помогнало вас, но на и другите компании кои што соработуваат со земји кои што немаме амбасади или кои што амбасадите се во опкружување и треба да се патува посериозно за да може да не посетат? Оно што сакаме да го разбериме како компанија е сепак, може би станува збор за некои земји кои што не се доста безбедни, па тој потенцијален ризик нели секогаш постои и сакаме да сме внимателни како земја, нормално и ние како компанија, точно сакаме да знаеме тој што доаѓа тука, да се знае која е целта на доаѓањето, така да правиме проверка дали преку нашите партнери, дали докторите се стварно тие доктори, дали се стварно во таа бранша, меѓутоа после 10 години изграден однос со партнерите и со докторите, ние сме сигурни дека таа посета е исклучиво бизнис посета. Она што би олеснело можеби и како сугестија, претпоставувам тоа би дошло од сите компании кои што имаат оваа потреба, неко олеснување од типот на можеби добивање на сами визи на самиот аеродром. Тоа би било едно големо олеснување, кога компанијата гарантира за безбедноста за доаѓањето на тие доктори, тоа би значило апсолутно големо олеснување при организирање на такви посета на партнери или доктори, кога самите визи би се издавале на самиот аеродром. Да, интересно е ова на самиот, некако имаме скепса ние кон сево ова, но од друга страна тоа малку ми покажува мене дека и немаме најдобра координација помеѓу Министерството за надворешни работи или владата со нашите компании, односно како да потфрламе во тоа на економска дипломатија и да го почувствуваме моментот дека нашите компании се тие што го прават пари и треба да им се помогне барем на ваков начин. Например, ќе се сетам кога патував јас за Германија, кога имавме уште визи, значи на самиот граничен премин пред да почнат сериозно да ме претресуваат со прашања, односно да ми поставуваат прашања, ме прашаа што барам, само им кажав дека одам службено, одма ме погледнаа малце чудно и ме прашаа дали кој ме поканил во Германија, само кажав дека ме покани Deutsche Telekom, кога го видоа пропратното писмо, јас споменав само на брза лента, веќе не ги интересираше ни кој сум, ни што сум, само видоа пасош дали одговара. Фала, многу пријатно и догледање. Дали ние би можело нешто да направиме и колку сме ние реално далеко од сево? Убаво прашање, Горан, и убав пример. Она што е важно, сепак, како компании, ние стоиме позади посетата на странските партнери. Најважно од се е, при самиот влез во земјата, ова твое лично искуство е многу добар пример што значи на влезот во нашата земја тие гости, тие партнери да бидат пречекани со насмевка, да бидат пречекани дека се добре дојдени во земјава, а не ние да ги истражуваме кои се, што се и што е нивната цел. Тоа ствара малку нелагодност и исто ствара малку невкусно доаѓа кај луѓето кога се прашувани зошто доаѓаш. Најчесто калибарот на луѓето кои што доаѓаат кај нас се школувале во Америка или во Англија, луѓе кои што го прошетале цел свет, немаат никакви препреки и едноставно таков тип на прашање на сам влез се малку специфични. Тука треба ние да го покажеме на нашето гостопримство, на нашата добра енергија, дека секој е добре дојден во оваа земја, дека нели тие луѓе ни се потребни за нашите компании да растат.
Така, за крај ја оставив една земја која што мислам дека многу ја подценуваме. Имаме некако веројатно негативна перцепција бидејќи доаѓа од поранешниот источен советски блок, односно беше пропратен на Советскиот сојуз, земја која што тесно соработуваше, беше во Варшавскиот пакт. И едноставно ние како држава и како бизнис заедница и како граѓани многу негативно или ајде не негативно, не многу позитивно гледаме на пример на Бугарија, на Романија, на Унгарија, на Полска. Едноставно ги гледаме, беа тие во Советскиот блок, тие се нешто заостанати, ние Германија ни е важна, нас ни е Велика Британија, Франција, тие се големите играчи, но вие работите со Полска. Тоа е у суштина најголемиот тигар во моментов во Европа. Значи Полска има, само за сите што не следат, скоро 900 милиарди бруто домашен производ, 40 милиони жители, од својата западна страна има Германија, на исток има Белорусија, има делумно и Русија, има долумно и се Чешка и Словачка, едноставно со сериозни големи земји е обкружена, но она сериозно расте. 900 милиарди од е сериозна бројка, да не заборавиме тоа за 40 милиона жители. Таму се присутни големите играчи фармацевски. Самиот факт, Горан, као што спомна, дека станува збор за тигар или како го нарече гигант во Европа, моментално е најголем фармацевски пазар во Централна и Источна Европа, пазарот во Полска, или петти во земјите од Европската Унија, со повеќе од 10 милиарди долари пазар фармацевски. Тоа апсолутно е знак дека сите мултинационални компании се присутни во Полска. Но не само тоа, во Полска во фармацевската индустрија има доста развиени производители, локални производители, кои што се доста конкурентни, сполагаат со одлични производи, одлично портфолио на производи, квалитетни производи, UGMP сертифицирани, нормално, и секако конкуренцијата во таа земја е огромна. Секоја голема компанија е присутна на пазарот во Полска, но по друга страна самата големина на пазарот дава можност за и други компании си го најдат својот удел на како ние, пазар. вашата компанија, веројатно и другите фармацевски компании, како на таков развиен, богат пазар, кај што рековме сериозни играчи, има светски сериозни играчи, но и домашно производство, да се онака што се вика да се брцнете, да ускокнете, а сепак од Македонија доаѓате. Ние не сме од оние 21 земја на преференцијалната листа, каде што имаме карт бланш да влеземе и да ги диктираме пазарите. Ние сме сепак мала држава, со мал поддршка од МНР, од Министерството за надворешни работи или од владата, но вие еве работите со тој пазар. Многу ми е интересно, ова е онак, Полска ми е фасцинантна, мене економски фасцинантна во последно време, и една од причините зашто сте тука, освен Виетнам што е токму Полска што сте препознале како пазар. Како вие дојдовте да влезете на тој пазар? И зошто вие успевате на тој пазар? Која е тајната на крајот од ден? Она што е многу важно е, не смееме во ниеден момент да ги подцениме нашите ресурси, нашето знаење, нашите производи, квалитетот на нашите производи, посебно кога за нас стојат институции кои што го потврдиле тој квалитет на производи. Така да на почеток спомнав дека ароганцијата е нешто што не постои, тој пристап на воспоставување добри релации со партнерите е пример во Полска како може две компании, македонска и полска компании, заеднички да го најдат моделот за да ние соработуваме и работиме на пазарот. Зошто некој би земал од Македонија компанија? Зошто на пример би земал фармацевска компанија од Македонија, а не голем играч? Која е предноста што ние можеме да имаме овде како мал пазар и мала држава во однос на сите останати? Не ми е јасно тоа. Стварно ми останува нејасно. Се надам дека ќе ми одговорите зошто би ве одбрале вас, а не било која друга компанија од Европската унија, на пример, или од светските гиганти. Одговорот стои во, јас би рекол, три клучни моменти. Првиот е квалитетот на производот. Го добиваат истиот квалитет на производ кој што би го добиле
пример од Германија или од некоја друга земја. Број 2, конкурентни цени. Цените што ние ќе им ги понудиме се релативно поконкурентни во споредба со другите партнери. И трето, може би го издвоил како најважно во целава во дискусијава е тоа што ние како компанија сме многу флексибилни. Што значи, доколку производот им е потребен, а големите мултинационални компании ќе им треба година дена или 9 месеци, ние ќе го направиме во многу пократко време. Односно, таа флексибилност која што ние како компанија можеме да ја покажеме и да излеземе во пресред, не може да го добијат од друга компанија. Или не во толкав краток временски период. Значи да модифицираме една изјава од претходниот подкаст господинот Павле Гацов што го кажа како се снаоѓаат малите земји, кажа сиромашен човек, жив ѓавол, тоа важат за малите земји кои се снаоѓаат, ја би ја модифицирал, значи мала компанија жив ѓавол, мора да се снаоѓа човек за да биде флексибилен, за да може да успее на пазарот. Добро, интересно ова со Полска, колку има потенцијал, ајде да речеме, македонски фирми да нагрнат на полскиот пазар. Сепак вие сте, ајде да кажеме, од оние што соработуваат, знам и други компании што соработуваат, но некако имам впечаток дека се уште е под радарот Полска како голема пазар за македонските производи, знам и други компании што работат. Дали имаме потенцијал и дали може да се настапува заедно, да се добива поголема поддршка, да се има една поголема офанзива за Полска, бидејќи е богат пазар пред се? Се сложувам потполно и јас би сакал Полска да постане следната Германија. Она што на почеток го спомна Германија како партнер на Македонија во поглед на трговска размена, дефинитивно иднината ја гледам дека Полска може да охрабри многу компании од Македонија од различни сектори. Тука имаме земјоделство, тука имаме други индустрии, IT индустријата. Апсолутно можеме во Полска да гледаме иднина. Друга страна, логистиката до Полска е за 3 дена максимум робата од Македонија стигнува во Полска. Така да пазарот, како што спомнавте, околу 40 милиони население, со огромна куповна моќ на населението, би требало да размислуваме во тие насоки. Што е многу важно? Многу е важно пристапот, на кој начин настапуваме према нив. Потребно да имаме соработка во индустријата, меѓусебна да знаеме што можеме да понудиме на тој пазар и секако да имаме многу важно таргетирани бизнис цели, да знаеме што сакаме да добиеме од таа земја. И тука секако владината поддршка во поглед на релации со секоја земја се добре дојдени. Само за сите што не следат, Коста Котески, освен што е представник на компанијата и развива пазари, е и економист и не е странски џак, што би рекле, односно британски, англиски џак. Има таму завршено школија, што би рекле. Има живеено во Лондон, но има живеено и во Јужна Африка, односно во Кейптаун. Така што е релевантен да зборува и на вакви теми, не е само за тоа како се развиваат интересите на компанијата чиј представник е, туку да зборува малце и за пошироко. Така што ако кажува дека за Полска е можност добра, треба да се искористи. Но сега доаѓаме до нас што исто така е многу интересно мене. Рековте дека сте живееле во Лондон, сте живееле во Јужна Африка. Исто така тоа ми е многу интересен. Ретко имам некој што дошол од Јужна Африка да се врати и да живее тука. Па првото што ми текна е да не било во прашање некоја некоја љубов во прашање, па некои зулу војни да ве бркале со копија, па сте побегнале. Зошто се вративте воопшто, мислам, од белиот свет, па да дојдете во Македонија да работите? Тоа ми е големо прашање, си го поставам веќе неколку дена. Прашање на кое што можеби во последниве 13 години откако сум вратен во Македонија, често ми е поставувано тоа прашање и одговорот е можеби за тоа што најпрвиот сакам мојата земја Македонија и сакам да живеам тука и сакам да растам и да се развивам во Македонија. Спомнавте, повеќе од 10 години живее во Лондон и исто така и дел во Кейптаун во Јужна Африка. Тоа се два различни, би рекол, света, два различни системи. Животот во Лондон ме научил дека треба да се живее динамично. Во Лондон постои голема компетенција, голема
конкурентност, надпревар помеѓу вработените, кај луѓето има големи амбиции, луѓето имаат големи цели, меѓутоа затоа пак од друга страна и Лондон како место нуди и нови можности. Така да тој динамичен живот во Лондон од една страна споредено со комплетно различен систем во Кейптаун. Кейптаун во Јужна Африка никој не доаѓа на работа во 8 наутро, луѓето доаѓаат во 9, 10, 11. Флексибилно. Флексибилно, да. Хармоника време, добро, окей, Или тоа во денешно не е време- лошо да го знаеме тоа. Или во денешно време што би рекле клизно, но клизно покасно доаѓаат на работа, порано си одат. си заминуваат. Ептен клизно. Така да, од една страна во Лондон имаш луѓе кои што доаѓаат во 8, остануваат до 6, 7, 8, 9, 10 навечер на работа, луѓе кои што имаат високи амбиции. Од друга страна имаш комплетно спротивност на животот во Лондон. Јужна Африка е сосема различен систем. И морам да признам, не безбеден. Е така, од она што јас сум го читал за Јужна Африка, што доаѓало, не сум бил нормално, далеко е сето тоа, но дозволено е да се носи за појас револвер, пиштол да се носи, треба да е само видно обележен дека е ова со лиценца, односно дека полицијата стои за него е регистриран и тоа некоја јарка боја на обележување да го гледаат, за да не ве упукаат, мислам, полицајците, но може оружје нормално да се носи како на дивиот запад што се носило отворено, опашан и да се гледа оружјето. И било пожелно да се гледа за да ако го криете нешто имате некоја задна намера. До таму ли е работата отиде на бидејќи ова е само преку читање, преку интернет дојде на оваа информација, не е лично искуство. Така. Ја имав таа можност во Кейптаун во Јужна Африка да бидам трансфериран од Лондон заедно со колега кој што е локалец, односно од Јужна Африка. Така да беше добро да бидам подготвен за се она што ме очекува таму. Првото што го слушнав беше дека доколку влезеш во јавен превоз, шансите дека нема да ти се случи ништо се минимални. Така да јас не влегов во јавен превоз, нормално. Добро? Но од друга страна, движењата по улица, група на луѓе и редовно, мислам, реално е како странец да ги заобиколиш тие групи на луѓе ради безбедност. Меѓутоа не, напротив. Локалецот те учи дека ти треба да влезеш меѓу нив, да сватат дека си локален и со тој начин ги намалуваш ризиците дека нешто потенцијално може да се случи. Од друга страна, пак доколку ги следиш тие, упатства како треба да се движиш, си безбеден. Но сепак е различно движењето полиција, а посебно не стигнав до Јоханесбург. Јоханесбург станува збор за исклучително небезбедно подрачје од аспект на странец кога живее во таа земја. Сега дојдеме до клучното прашање, дали би се развивал бизнис со Јужна Африка, например, еве, небезбедно е, вака кога ми зборувате, ја никад не би отишол, мислам, сепак јас сум проевропски настроен човек и јас сакам во безбедни средини, јас не би отишол ни во Азија, искрено да ви кажам, во Тајланд, Банкок или не знам, во Индија, тоа не го чувствувам безбедно, јас сум повеќе за северот од Европа и Канада, тоа и Јапонија, кај што се чувствувам безбедно и едноставно ми лежи веројатно и цивилизацијски и сето тоа. Но дали сега ако се вратиме на прашањето, дали вие би препорачале бизнис да се отвора со Јужна Африка? Апсолутно. Ние како компанија гледаме да не постојат земји каде што би се дистанцирали, би кажале не, таму не можеме да влеземе, напротив, нас не многу поважно ни е да ги идентификуваме вистинските компании за влез во вистинскиот пазар. Така да Јужна Африка не е исклучена, можеби не сега во моментов, меѓутоа за неколку години апсолутно е една од таргетните земји каде што како компанија би сакале да бидеме присутни. Од тоа подрачје, како следна земја би ја издвоила каде стартуваме Етиопија. Ова е изненадување, момент само. Етиопија синоним за најголемиот глад во 20-тиот век што беше. Значи се организираа хуманитарни концерти 80-тите години за да им се помогне на жителите на таа земја. Вие сега бизнис ќе отварате, мислам, сега ме затекнате. Кој е бизнис планот Етиопија?
Да, Етиопија после Нигерија е втора најголема земја во Африка и е едно од најбрзо растечките економии во африканскиот регион. Земја која што има над 100 милиони жители, мислам дека повеќе од 120 милиони жители, и реално е земја која што сме ја таргетирале последнава година, интензивни преговори, финално склучивме договор со компанија која што очекуваме големи перспективи и голема иднина и во таа земја. Добро, не, тоа што ги имаме некои предпоставки за одредени земји, некои предрасуди би ги рекол што сме ги изградиле во некое минато, не сме ги апдейтирали и уште, јас живеам во 80-тите години дека таму владее глад и дека нема бизнис можности, но тоа треба да се знае, затоа има специјализирани луѓе како што е мојот гостин, кој што открива нови пазари, бизнис можности. Доаѓаме некако до крајот на подкастов, но останува едно мало прашање. Поминавме со земјите, мене ми е многу интересно овие искуства со земјиве, како соработувате, посебно дека од Македонија на пазари кои што не се вообичаени, но ќе се вратиме малце на домашна сцена, а тоа е спомнавте во една прилика дека очекувате поголема и подобра соработка со домашните компании. Сакате како компанија да ве следат во оноа што вие го работите, односно да воспоставите подобра соработка со фирми кои што можат да заменат, например, увозни компоненти, увозни елементи, вие да ги користите домашните, секако со одреден квалитет и стандарди, но би било тоа пожелно, бидејќи така би се намалило чинењето на вашите производи и полесно би освојувале и би настапувале на други пазари. Што е пречката за да се дојде до сево ова и дали има некои позитивни сигнали? Како компанија или како компании во нашата земја, ние мораме да ги насочиме нашата иднина кон што е можно повеќе соработка. И тука дефинитивно би ги охрабриле сите компании од Македонија да изнаоѓаме начини и модели како можеме да соработуваме, што е можно повеќе, без разлика од кој аспект, дали е тоа добавувач кон производител или обратно, апсолутно тука треба да сме отворени и реално да даваме приоритет на нашата соработка. Кој аспект приоритет? Доколку компанија може да ни понуди или ние може да ја понудиме производ кој што е од ист квалитет како што набавува во моментов, ако ги има сите сертификати што и се потребни и има конкурентна цена, апсолутно не треба да ја отстраниме таа можност да не соработуваме. Локацијски сме многу блиску, комуникацијата ќе ни биде многу полесна, достапноста, разбирањето кое што го имаме меѓу нас, само ќе ни помогне на компаниите да заедно растеме. И мислам дека тоа е многу важен сегмент кај што домашните компании ќе соработуваат повеќе. Го спомнавте веќе сертификатот и за многу помага сертифицирањето, европските сертификати многу помагаат кога настапувате например на виетнамскиот пазар, барате и вие сертифицирани компании со вас да соработуваат, но и вие обезбедувате сертификати. Колку е значајно што ние сме буквално подготвени со тие сертификати да настапуваме на пазарот на Европската Унија и колку реално ни помага тоа да отвараме пазари кои што во овој момент не изгледат како научна фантастика, например Филипини или да одиме во тој дел од Азија или Африка да ја отвараме, колку тоа што сме ние конкурентни на европскиот пазар ни е предност да ги отвараме овие пазари и дали доволно го користиме? Секако дека пазарите од Европската Унија се и те како добра референца за нас како компании, дека имаме соработка, дека извезуваме на тие пазари. Но, апсолутно не смееме да го занемариме потенцијалот кој што се нуди на другите пазари. Ние како компанија стартуваме проект во Обединетото кралство, и во Англија, и во Романија, но уште еднаш ќе потенцира иднината во земјите од Азијан регионот, што го спомнав претходно, Блиски Исток, Африка, Јужна Америка. Неограничени можности имаме како компании да се надпреваруваме со другите компании и да, заеднички преку заеднички настапуваме заедно. Она што го видов претходно на неколку од саемите на кои што одиме и изгледа многу доста интересно,
самата земја, самата влада или Министерство за здравство или Агенција за лекови организира штанд заеднички за сите компании од земјата. Тоа сум го видел кај Бразил го прави тоа го прави една Грузија и изгледа доаѓаш до сознание дека тие земји се заеднички. Тие компании од тие земји работат заедно. Што значи дека еден производ, ако клиентот го нема кај нас, го има нашиот конкурент, ние во ниеден момент не смееме да се наречкуваме конкуренти, напротив, како компании мораме да соработуваме, заеднички да растеме, тоа можеби ќе го има нашата друга компанија која што работи во истата индустрија. Така да од тој аспект мислам дека е многу важно како компании заеднички да настапуваме и како земја заеднички да не здружува. Она што би сакал да го потенцирам, затоа што јас после 10 години се враќам во Македонија, не постои некој што може да ме убеди дека кај никој од нашите луѓе што живеат надвор од Македонија не се јавува мислата, потребата или желбата да се вратат во Македонија. Се разбира доколку имаат квалитетен живот тука. Тука ние како компании апсолутно мораме да покажеме голема грижа за вработените, затоа што задоволни вработени, тоа значи посветени и мотивирани вработени. Така да време е да почнеме да размислуваме како компании од Македонија да воспоставуваме услови, да воспоставуваме стандарди каде што луѓето ќе се чувствуваат добре дојдено, каде што квалитетот на луѓето во нашите компании ќе биде на едно високо ниво и апсолутно никој нема да има потреба да посакува да оди да живее во друга земја. И уште нешто што би сакал да додадам е дали тоа значи дека младите луѓе треба да останат во Македонија. Моја порака е секој кој што има можност да се школува и да живее надвор од Македонија, би го препорачал апсолутно тоа. Убаво да се има искуство, убаво да се има знаење како е животот таму, на кој начин функционираат системите, што значи едукација од елитни универзитети, што значи работа во некоја мултинационална компанија надвор од Македонија, но на крај би сакал еднината сите да гледаме тука, во нашата земја, во нашата дома, а тоа е Македонија. Ајде, валјда ќе трне на подобра работата, се надевам дека помалку ќе бидеме партизирани и повеќе ќе гледаат нормално во живеењето сите што отишле да се школуваат надвор и ќе се вратат, иако сега за сега нема такви најави, бидејќи многу фактори влијаат на тоа што не се враќаат нашите, не е економскиот фактор, бидејќи веројатно ќе со своето знаење и сега и со онлайн работата може да обезбедат сериозни плати живеејќи овде, но мислам дека малце сме изгорени од оноа што не можеме да имаме нормален функционален систем, но тоа е тема за некоја друга прилика со некои други гости. Ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Благодарам Горе на поканата, навистина ми беше ова ми беше голема желба да зборувам за вакви пазари, значи ужива во себе ова и уште еднаш ќе ве повикам сите компании што имате по нетрадиционални бизнис дестинации да ми се обратите. Посебно оние што соработуваат со Јужна Америка, например, би сакал некој да видам дека пробил пат во Јужна Америка, нека ми се обратат на мејлот што ќе ви биде достапен, ќе биде испишан, значи тоа е gotemenugov@gmail.com. Контактирајте ме ако имате вакви бизнис релации, би сакал да ги слушнам вашите приказни како е да се соработува со компании од такви држави и да се пробиваат пазарите во тие држави. Тоа беше се за оваа епизода, се гледаме наредниот пат.